Добро вечер, дневник во 20 часот на Канал Плюс. На почетокот настаните на денот. Авантуристички парк во викенд на селбата Сувилаки во Берово, заеднички проект на источниот и југоисточниот плански регион за планината Огражден. Фатени и притворени двајца прилепчани, кои од нива близу Облешево набрале 106 стебла марихуана. Тече изградбата на втората социјална зграда која ќе го реши стамбениот проблем на 43 семејства во Кочани. Вселувањето се планира за 2 години. Објавен е оглас за платена пракса за младите невработени лица. 700 млади ќе имаат можност да започнат пракса во приватни компании, а за нивниот ангажман да добиваат 6200 денари парична помош од државата. 700 млади невработени лица ќе имаат можност да започнат со пракса во приватните компании со претходно склучување на 3-месечен договор во Агенцијата за вработување. По истекот на договорот, работодавачот нема обврска да го задржи практикантот, односно невработеното лице, а доколку го задржи, може да ги искористи бенефитите од мерката за вработување на млади до 29 години. Се работи за нов јавен повик за мерката практиканство. Оваа мерка е насочена и таргетирана за најмладите невработени лица, оние кои што само што го завршиле средното образование или пак студиите или се во рамки на високото образование. Станува збор за финансирање на практиканство за 700 невработени лица во приватните компании во Република Македонија. Станува збор за финансирање од 6200 денари месечно по лице во период од 3 месеци, без обврска за работодавачите да ги задржат на работа овие лица кои што ќе учествуваат во мерката практиканство. Невработените млади лица претходно ќе бидат евидентирани во Агенцијата за вработување. Единствено што треба да направат компаниите и невработените лица кои што сакаат да бидат ангажирани преку оваа мерка, кој што самите работодавци ќе го сносат трошокот, е во тоа што треба да го донесат договорот во Агенција за вработување, со тоа што ние ќе го прибележиме кој е тоа лице кој што е на практична работа, бидејќи не може едно лице континуирано да биде практикант, туку може да биде само максимум 3 месеци, со тоа што ние ќе го забележиме тој период во неговото досие и не ќе може да биде ангажиран повторно како практикант, односно да биде континуиран траен практикант, туку може да биде еднашка на практично способување и потоа да биде најверојатно вработен преку мерките кои што ги нудиме. Во првиот конкурс беа ангажирани 2210 невработени млади лица за практична работа во приватни компании. Во Кочани започна изградбата на втората социјална зграда која ќе го реши стамбениот проблем на 43 семејства. Зградата е во непосредна близина на веќе постоечката социјална зграда во која домуваат 42 семејства. Јавното претпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор на Македонија подружница во Кочани ја започна изградбата на втората социјална зграда со 43 стана во Кочани, наменета за лица со социјален ризик. Зградата е лоцирана во населбата Драчевик до веќе постојната социјална зграда, во која 42 семејства ги користат благодетите за домување. Инвеститор е владата на Република Македонија. Оваа зграда беше ветена и сега стигнуваме до финалниот дел на реализација на истата, односно отпочнавме со градба. Воведен е во градба изведувачот, тоа е фирмата Атриум од Вевчани. Зградата ќе биде со вкупно 43 стамбени единици. Согласно програмата тие имаат површина помеѓу 35 и 45 метри квадратни секоја поединечно и рокот за изведба на овој стамбен објект е 24 месеци, меѓутоа според разговорите со изведувачот и според наши ведувања очекуваме да рокот биде искратен во зависност и од приликите на теренот и од временските прилики, така да некаде во 2017 година очекуваме да таму уште 43 семејства во социјален ризик од општина Кочани
го реше своето стамбено прашање. Подружницата во Кочани делува на подрачјето од општините на истокот, каде што веќе се дадени во употреба социјалните станови во Берово, Македонска Каменица и Кочани. Нашата подружница покрива територија освен општина Кочани, општина Чишиново, Влешево и Зрновци, исто така Виница, Пехчево, Берово, Делчево, Македонска Каменица. Ова е четврт објект кој што го реализираме до сега. До сега реализиравме еден во Кочани со 29 стамбени единици, во Македонска Каменица исто 29 стамбени единици и во Берово со 51 стамбена единица. Веќе изготвена техничка документација, проекти за изградба на вакви два објекти, тоа еден во Пехчево и во Виница, а исто така во фаза на изготвување на проектна документација сме за еден нов проект, не на колективно станување, туку за индивидуално, односно да се градат типски куќи, кои што ќе бидат сместувани семејства и се изградат, се планира такви да има во Кочани, во Виница и во Пехчево. Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија по изградбата на социјалните станови во Кочани ќе изврши распределба на истите, кои ќе може да ги користат лица во 5 категории. Мак Прогрес денес одбележува 25 години од своето постоење. Преку 500 гости присуствуваа на пуштањето на новата производна линија, инвестиција од 4,64 милиони евра. Националниот лидер во кондиторската индустрија Мак Прогрес 2,5-децениското постоење го одбележа со нова производна линија за кекси и тортички, следејќи го трендот кој го бара пазарот, но и врвот на кондиторската технологија. Голем број гости, претежно деловни партнери од повеќе европски земји и лично се уверија во квалитетот на производствениот процес кој секојдневно го креираат околу 500 луѓе. Мак Прогрес денес слави 25 години од своето основање. Во компанијата работат 500 вработени, годишно се произведуваат 13.000 тона кондиторски производи кои се извезуваат на 50 држави. Овој успех е постигнат со трудот на сите вработени и со континуирани инвестиции. На најдобар можен начин ја обележуваме нашата годишница со отварање на нов производен погон и со два нови производни погона и една производна линија во која се вложени 4,5 милиони евра и кои денес во присуство на председателот на Стопанската комора на Македонија, на градоначалниците од Кочани и Виница и целиот менаџмент и гостите од земјава и од странство ќе биде пуштена во употреба. Денес очекуваме да имаме околу 500 гости, наши купувачи, добавувачи, представници на институциите и медиумите од регионов. Инвестицијата споменавте 20 милиони евра за 10 години. Да, последните 10 години се инвестирани околу 20 милиона евра во производство, во инфраструктура и производни линии. Со тоа дојдовме до бројка од преку 300 најразноврсни производи и компанијата ја растеме со 10 до 15% годишно. Менаџментот на компанијата Мак Прогрес е квалитетна потврда дека македонскиот бизнис може да се развива на високо ниво. Мак Прогрес е лидер во кондиторската индустрија во Македонија, најголема компанија со најголем извоз во преку 50 земји. Морам да кажам дека е тоа гордост и за Македонија и за Стопанската комора и веројатно за целиот ваш регион. Затоа што со својот динамичен развој во последните години покажа дека и македонскиот производ може да биде пласиран на преку 50 земји, особено на европските пазари кои што се доста пребарливи, кои што бараат висок квалитет и сето тоа е вистинска потврда. Компанијата Мак Прогрес е основана 1990 година со 100% приватен домашен капитал. Почна како мала семејна трговска фирма, а денес е една од најпрофитабилните и најбрзо растечки компании во Македонија. Над 75% од производството на Мак Прогрес денес се извезува во странство во околу 50 држави во светот. Во текот на својот развој, Мак Прогрес лансираше 5 успешни брендови: Винчини, Армонија, Сончева долина, Винчини Фајнест и Натура. Менаџментот има за цел до 2020 година капацитетот двојно да го зголеми и да се инвестираат нови 20 милиони евра, со што би ја презеле и лидерската улога во Централна и Југоисточна Европа. Викенд на селбата Суви Лаки ќе добие авантуристички парк. Преку проектот планините зборуваат и не повразуваат. Источниот и југоисточниот плански регион за 3 локации изработија студии за развој на овој парк кај Суви Лаки на планината Огражден.
Источниот и југоисточниот плански регион ќе развиваат авантуристички туризам кај местноста Сувилаки. Преку проектот планините зборуваат и не поврзуваат, а во насока на стратегијата за развој на туризмот во Берово, преку програмата за регионален економски развој и Европската комисија, во наредните 2 години на 3 локации ќе се градат неколку значајни содржини за кревање на авантуристичкиот дух пред се на туристите кои гравитираат на подрачјето Берово-Струмица. Значи техничка документација е подготвена за велосипедски парк, подготвена документација за мини авантуристички парк и документација за детско игралиште и игралиште за деца со посебни потреби. Меѓутоа, тоа не значи дека се завршува со овој дел, со изработката на нови проекти, на локациите кои што се веќе дадени во студијата. Очекуваме на вистина развој на туризмот во источниот регион, посебно во источниот дел на Македонија, општина Берово и сите општини кои што гравитираат кон овој локалитет. Авантуристите се посебна целна група на туристи, за кои тоа како е потребна добра стратегија за нивно привлекување, а местноста Сувилаки го нуди токму потенцијалот кој е потребен. Всушност, мислам дека адреналинот најмногу ќе ги привлече. Сметам дека за 2 години Сувилаки може да имплементира дел од активностите кои што се предвидени во оваа студија. И оној кој што управува, ќе треба навистина да смисли на добра стратегија за комуникација, бидејќи овој вид на туризам има посебна целна група и таа посебна целна група навистина треба нив да им се обратиме. Овој проект и за Берово, но и за општината Струмица ќе биде од круцијално значење, особено за целокупниот развој на двата региони. Целокупниот развој на регионот, поврзувајќи ги двете општини, соседните или повеќе поголемиот регион, ќе биде на наше задоволство, на граѓаните, па и на оние што се корисници кои што ги имаме веќе над 200 вили, и тоа се сопственици кои што последниот пат почувствуваа бенефит од нашата организација, да речеме, на етнофестивалот, беа исполнети дури и тие, така да целокупното наше работење заеднички може да донесе до поголем развој на регионот. Општина Струмица не граничи со општина Берово, но сепак ќе подигнеме соработката за развивање на туризам меѓу двете општини. Вкупната инвестиција за изградба на авантуристичкиот парк на трите локации на кои што ќе се гради изнесува 200.000 евра. Нов асфалт од денес се поставува на улица од 1000 метри во населба Балканска во Штип. Пред асфалтирањето беше поставена одводна мрежа. Во оваа населба остануваат уште неколку активности кои треба да се реализираат за целосно да се решат проблемите со кои се соочуваат жителите на Балканска. Како што неодамна најавија од општина Штип, по асфалтирањето на улици во населбата Горна Железничка, започна активностите за уредувањето на улиците во приградската населба Балканска. Една од нив денес и покрај брнежливото време беше асфалтирана. Вкупната должина на улицата е 1000 метра, ширина на асфалтот е 3 метра, инвестицијата е околу 2 милиона денари, а изведувач на работите активности е Колетранс инженеринг од општина Штип. Овие активности се од големо значење за жителите во населбата Балканска, бидејќи со години чекаат улиците да бидат асфалтирани, со што тие самите, но и нивните деца да не се движат по кал. Откако ќе се заврши со асфалтирањето, се очекува да се решат преостанатите проблеми. Благодарност до градоначалникот на општина Штип, господин Тилчо Захариев, до Советот на општина Штип, со надеж дека и другите инфраструктурни потреби на граѓаните на населбата Балканска ќе се доуредат, како што е водата за пиење, канализацијата е веќе решена и веќе Балканска заличува така како што требаше и да биде. Една приградска населба со сите урбани потреби за граѓаните на Штип. Од јавното предпријатие ИСАР дознаваме дека се работи на тоа проблемот со водоснабдувањето да се реши во најскоро време. Во Делчево се одржа првата форумска сесија во рамки на програмата Форум на заедницата. До крајот на годината, преку предлози и сугестии, граѓаните ќе можат да учествуваат во креирањето за буџетскиот календар за 2016 година. Денеска општина Делчево започнува со процес на буџетирање, односно на спроведување на буџетскиот календар и планирање на буџетот за 2016 година. Тоа го прави преку еден проект Форуми во заедницата, кои што форуми се веќе вградени во статутот на општина Делчево и веќе редовно последните 3 години ги работиме тие форуми со цел вклучување на граѓаните при донесување на одлуки. Овој пат овој форум и овие форумски сесии 6 што следуваат од сега па до нова година се поразлични од претходните, бидејќи се работи за целиот буџет на општина Делчево. На денешната форумска сесија пред граѓаните ќе биде образложен буџетскиот процес, односно начинот на донесување, изготвување и извршување на буџетот.
Исто така на граѓаните ќе им биде објаснета и структурата на буџетот, од што е составен, како е планиран, колку вкупни приходи има и соодветно расходи во буџетот. После одреден период на реализација на буџетот, значи некаде во септември-октомври 2016 година, ќе се одржи така наречена последователна сесија, каде што се она што било дадено како препорака, било прифатено од страна на општината, сето тоа како повратна информација општина Делчево ќе го значи каже пред граѓаните на таа последователна сесија. Универзитетската библиотека Гоце Делчев го надополни фондот на стручна литература за студентите на УГД. Во едицијата наменета за продажба има и стручна литература која се продава по цени пониски отколку да се фотокопираат или книгите да се купуваат во вид на скрипти. Владиниот проект за превод на дела од македонски и странски автори е една од стимулативните мерки предвидени во Националната стратегија за развој на културата 2013-2017 година. Штипската национална установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев веќе ги обезбеди и последните преводи, пред се од областа на стручната литература. Значи, владата има дозволено и пратено книги, не само од стручната литература, значи одредени од едицијата на Нобеловците, од наградени светски писатели, исто така автори. Потоа имаме од книги кои наши автори кои се преведени на повеќе јазици, кои би можело исто да се откупат од тука од нас книгиве, ќе се види, мислим, може кој нека повелат и нека погледнат. Покрај многуте можности кои ги нуди Штипската библиотека, од сега постои и можност студентите да ја купуваат стручната литература, која ќе им биде потребна во периодот на студирањето, и тоа по прифатлива цена. Зависно е од литературата, почнувајќи некаде од 150-180 денари, па се движи дури до 1000-1500-2000 денари, зависно од нормално од самата литература. Од стручност. Да, стручната и дали е литература, се имаме од едицијата, гледам тие со пониски цени, се обично едицијата на која има на Нобеловците. Стручната литература сепак према цените колку што ние имаме спознавање, сето тоа е се нешто пониски отколку да се купуваат по книжарите во. Значи студентите имаат дури некои грешки прават каде што самата скрипта е поскапа отколку да имаат книгата. Со оглед на тоа дека започна новата академска година со околу 2700 нови студенти и во Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев очекуваат да се зголеми бројот на студенти корисници на нивните услуги, број кој засега изнесува 1500. Во сообраќајна контрола вчера кај населбата Тричешми кај Штип во возило на двајца прилепчани пронајдени се 106 стебла марихуана во 4 вреки. СВР Штип поднесе кривична пријава, осумничените со мерка притвор во време трајање од 30 дена. Имено пријавените на 24 месецов кај место на локалниот пат во близина на селото Облешево неовластено набрале 106 стебла од растението канабис. Со цел истите да ги пренесат во Прилеп, ги ставиле во јутени вреки во багажникот на патничко моторно возило Рено Скеник со прилепски регистарски ознаки, со цел истата да ја пренесат, припремаат и преработат за продажба на наркозависници во Прилеп и со цел да се стекнат со противправна имотна корист. Инаку, лицата се познати сторители на вакви кривични дела и против нив досега се поднесувани кривични пријави. Во екесезоната на зимниците, зелените пазари се полни со продукти за зимница. Изборот е богат, цените слични на минатогодишните. Но за оние кои не се во состојба сами да приготват, на пазарот во Штип се продава веќе приготвена зимница. Градскиот пазар во Штип денес изобилуваше со богата понуда на разновидни производи, карактеристични за овој период од годината. Продуктите за подготовка на зимница беа најбарани, а се нудеа по прифатливи цени за граѓаните. Од се по нешто, патлижани, бајкони, од се по нешто, пуна е во торбичката. За сите оние кои од било какви причини оваа сезона не може да подготват зимница, може да се снабдат и со домашно подготвени производи. Домашен ајвар, имаме домашен ајвар по цена од 250 денара, лути блак. Имаме сладко од тиква рачелки, што го викаме, теглата 150 денара, имаме лутица и пинџур по 200 денара. Да, купуваат луѓето, благодарни се, домашно производство, така да имаме и жива салата, 80 денара шишето,
И ние благодарни и они благодарни. Граѓаните кои прават зимница во домашни услови треба да внимаваат каде го фрлаат отпадот. Оние кои ќе бидат затечени на лице место од страна на инспекторските служби за фрлање на отпадот на несоодветно место се соочуваат со парични казни од 3.000 до 12.000 денари. Граѓаните треба да знаат дека доколку ги спремаат своите зимници, бидејќи е сега период на спремање на зимници, на ајвари, на турши, истите, значи, додека ги спремаат отпадоците потоа да ги фрлаат во кантите за отпадоци, а не да ги оставаат на јавните површини, во дворните места на зградите или во некои други места каде што ќе ги подготвуваат истите. Доколку истите бидат фатени од страна на комуналната инспекција, ќе бидат казнети под Законот за јавна чистота. Казните се движат од 50 до 200 евра во денарска противвредност. Покрај казни за несоодветно фрлање на отпад, граѓаните ќе бидат казнети и за ненавремено отстранување на дрвата за огрев од јавните површини. Давид Стојчевски, син на македонски иселеници, пекар и по занимање, умрел во затвор во Детройт. Гол како куче без медицинска помош, алармираа македонци во САД. Стојчевски во затворот на областа Мејкомб завршил бидејќи не можел да плати сообраќајна казна од $772 за непрописно возење. Бил зависник од дрога, а од медицински сестри било препорачано да биде во келија со посебен надзор, но тој завршил во обична келија. За 17 дена изгубил речиси 25 килограми тежина. Најмалку 717 лица загинаа, стотици други се повредени во стампедо за време на годишниот муслимански аџилак во близина на градот Мека. Во меѓувреме во Мека продолжува спасувачката операција. Ангажирани се повеќе од 4000 спасувачи од Саудиската служба за цивилна заштита и стотици доброволци. Врховниот верски водач на Иран вчера објави дека во земјата започнува 3-дневна жалост поради смртта на иранските аџии во трагедијата во долината Мина во близина на Мека. Најмалку 62 лица се повредени, а 200 куќи се оштетени во земјотресот со интензитет од 6,8 степени според Рихтеровата скала, кој ја погоди индонезиската провинција Западна Папуа. Земјотресот е регистриран по полнок и бил почувствуван силно во градот Соронг. Се уште собираме информации и очекуваме бројот на ранетите лица и оштетените објекти да се зголеми, изјави портпаролот на Националната агенција за управување со непогоди. Во недела започнува првото коло во Суперлигата во пинг-понг. Пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев во ова прво коло ќе се надпреварува со минатогодишниот шампион, исто така од Штип, екипата на шампиони ФА. За екипата на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев ќе се надпреваруваат Кристијан Станојковски, Костовски Петар, Костадиновски Филип и Саздов Игор. Надпреварите започнуваат во 11 часот во спортската сала Јордан Мијалков. За сите љубители на овој спорт се очекува интересно градско дерби. Овој викенд ќе се одигра и редовното 8 коло во првата македонска фудбалска лига. Најинтересно се очекува да биде на надпреварот помеѓу екипите на Вардар и Работнички. Овие два тима пред 2 дена се сретнаа во Суперкупот, а пехарот го освоија црвено-црните, откако по ремито 1:1 по 120 минути игра се покажаа како подобри изведувачи на пенали. Фудбалскиот клуб Брегалница на стадионот Никола Мантов во Кочани ќе ја пречека екипата на Турново. И двете екипи во моментот се наоѓаат во долниот дел од табелата. Останатите надпревари кои ќе се одиграт во недела се: Младост Царев двор против екипата на Шкупи, Металург Скопје против Ренова, Шкендија против Силекс, Вардар Работнички и Брегалница Турново. Сите надпревари се закажани за 15 часот и 30 минути. За крај проследете ја временската прогноза да видите какво време не очекува за време на викендот. Имајте пријатна вечер.